Тој видео бим, истата публика повторно си дојде така, немаше тоа проблем, ама не гледа денес трепеме што ќе се случи. Да, беше вистински празник за сите луѓе во Гостивар, затоа што салата беше... изиграваме сега Холивуд, го изиграваме тука на сцена излезени. Еве, тук ова што го гледаме, мислам се всушност згодите и незгодите при самото снимање на филмот Згоди и незгоди во Стерс. Па така. Имаш интересни. Секогаш има згоди и незгоди при работата, при снимањето, а интересни се и тие работи. Што е всушност ова што го гледаме? Ова е некаква моја интервенција. Ги подготвувам малку. Да. Во филмот играат... Киро Герасимов ги подготви инсертите, па да слушаме. Да, во филмот играат генерацијски од 8 или 10 годишна возраст, па некаде до кај 60, 65-6 годишна возраст. Ова селото Зубовце, да, Гостиварско, кај што се снима оние масовни сцени. Жителите беа тука, околу нас, не следеа, ни помага, сакаа да се дружат. Јас сакам во овој момент да кажам како јас го доживеав филмот, бидејќи доаѓам од истокот, значи во западниот дел на Македонија. Најпрвин дијалектот морав да го научам, затоа што да се снајдов. Јас сум дипломиран професор по македонски јазик и литература, не ми беше толку тешко да го направам тоа, го научив, бев подготвен, дури режисерот беше изненаден на читачката проба вечерта пред снимањето, како да сум со целиот ансамбл бил за цело време. Значи сакав да кажам, ова имавме многу убаво дружење и со жителите и со целиот ансамбл, и кога сакавме да направиме пауза, тоа беше навистина едно вистинско празнување во и самото село и во целиот театарски ансамбл. Да, се фино помина првиот ден снимањето, многу фино помина, иако напорно беше од Собајле до доста касно навечер. Сега утредента го чекаме Драган да дојде со екипата од Скопје, сите спремни, доаѓа Драган, као правиме здраво, човекот љут ни е нешто, не збори, не му го слушаме гласов, почнува снимањето, треба да каже акција, нема ни акција, ништо, сите чутиме. Кога Драган дојде зарипна тотално, не може во уста да отвори. И почна само со прстот, тоа му значеше акција. Затоа што таа ноќ до 2 часа работевме, по полноќ внатрешните сцени ги снимавме ноќта. И почнаме сите да посветаме акција, тоа значи акција. Ќе го заокружиме овој разговор со прашањето каква е перспективата на овој филм. Има ли воопшто перспектива? Сега, иако е снимен пред 12 веќе години, како што слушам низ повеќе градови низ Македонија, дека локалните телевизиски станици веќе го имаат давано. А гостиварските телевизиски станици тоа секоја година го даваат во чест на Свети Трифон, онај празникот кога се крои лозјето. Затоа што и во филмот се зборува се, затоа тие буквално пијат толку, се радуваат дека е празник Свети Трифон. А Свети Трифон помина веќе 3-4 месеца, али тие луѓе што се тука во кафаната, цел живот што го поминува во кафаната, цела година за нив е Свети Трифон. И ден денес истото се случува со нас, што сме во кафана, седнати таму, покрај нас, што ние доаѓаме, Серге, Нике, па докторите Илија, Драган, Диме и така собрани, и сите сега пак на некој начин, она време што било некогаш, пак на некој начин таа традиција ја одржаваме. Екипата е тука, местото е тоа. Да. Значи да очекуваме нов проект. Си остануваат исти, тоа и стално ќе останат. Така, Драган. Многу ви благодарам за разговорот, ви посакувам успех на сите тројца и понатаму во понатамошната работа и во понатамошната заедничка соработка. Благодариме. Ние продолжуваме со емисијата понатаму.